civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Ке сакате да ни кажете нешто повеќе околу оваа иницијатива, зошто се одлучите да го направите овој мурал и зошто токму на ова место? Идејата беше да нацртиме мировна порака за да кажеме дека младите луѓе од Чаир или од Чаршија се луѓе што сакат мир и сакат слобода и тоа што е правда и еднаквост. Тоа сакавме да биде како некоја порака за сите млади, па и за другите, пошто знаеш дека има многу предрасуди за Чаир, па особено и за Чаршија, дека луѓето тука не се исти како од другите места. Пораката ни беше наша порака е мировна порака и сите овие што пишува, значи за правда, еднакво, мислам дека секој човек верува во такви вредности. И идејата ни беше кој како сака тоа да си го сфати, да рефлектира тоа. Иначе, он сам да си рефлектира, кога ќе го види да си го најде себе си, секој како ќе си го сфати. Идејата беше само да се промовира и денот на мирот, на 21 септември. Исто така, у овој ѕид ние имавме идеја на друго место да биде, али консултирајќи се со Валјон, одлучивме тука да биде, пошто е Чаршија и пофреквентно место, па и туристи идат и луѓето, знаеш, може да седат тука и да си видат, да не биде некое место само што ќе минуваат луѓето и знаеш да не само ќе огледат и толку. Туку можеш тука да седнеш и да видиш што пишува. Ова е место кај што седат аналитичари, политичари, новинари, секакви луѓе седат тука. Идејава ни дојде последен тренинг. Тоа беше 10 дена мировна република што го одржува мировна акција и што е дел од проектот. И го влечкаме 3 години, бараме некое место да биде, па тајминг, па еве се наредија коцкиве и одлучивме токму овој ѕид, пошто во него имаше многу отшкртани графити со говор на омраза, фашистички символи имаше, па свастика, да, па одлучивме токму во овој агол, во овој ѕид да го нарекуваме и ѕид на мирот, the wall of peace, осе мури пачес, затоа што сакавме сите што ќе поминуваат низ него да бидат прифатени од поракиве, од peace, од freedom, justice, па и одлучивме сите портрети од овие активисти кои сите имаат едно еканит прбашкат. Имаат заедничко да имаат мирот. Па некои се бореле за правда, за еднаквост, за слобода и тоа ни беше и тоа ни е пораката да им го кажеме и на луѓето што ќе поминуваат, но и луѓето тука што имаат бизниси, што работуваат тука, знаеш, и тие да рефлектираат. Значи не е проблемот само не ни беше поентава само да рефлектираме за луѓето што ќе поминуваат, но туку и за тие што работуваат тука и што се домакини на Чаршијава, што имаат бизниси, па така се одлучивме со овој графит да соработуваме со локален артист, па што ќе даваме придонеси за локални бизниси, знаеш. Пошто мислиме дека ќе биде фреквентивно место и нешто убаво, конечно во Чаршија. Сакаме младиве да не се занимаваат, да не губат енергија во ова општество со лоши пораки, знаеш, со омраза. Младиве треба да бидат поенергични, попозитивни, треба да размислуваат покритично кон проблемите. Државата не е само на еден народ или прифаќа на друг народ, на сите, значи сите сме дел од државата. Овој ѕид не е мој на Етко и луѓето на Чаршијата, знаеш, улицата се вика Градиште,
тука во оваа страна сме мислам во општина Центар, другата страна е општина Чаир, знаеш, сите е испомешано и треба така да функционира и чаршијава и сите други нешта. Па мислам дека и време и младите да знаат да се оддалечуваат од вакви лоши енергии, лоши сценарија што се случуваат во општеството, не дека не се има слушано и порано и нема да се слушат и во иднина, но треба да бидеме подготвени како да викаме стоп на тие сценарио и да не бидеме дел од тие сценарио, туку да се спротивставуваме со вакви графити, па со и некои подобри активности и мислам дека и откој може да додаде Да. нешто. Не, ја ќе додам само тоа дека не мора да значи дека овој графит ќе ги спречи тие, ќе го спречи говорот на омраза или но ова е као, не знам, као мурал, као графит кој што ќе кажува дека има некои луѓе што постојат, што се борат против тоа или сакат мир и слобода и правда и еднаквост. Знаеш, тоа е поентата да се прати некоја порака дека постојат и вакви луѓе, не постојат само, пошто секогаш тие што се овие помирните, знаеш, помирните се и потивки така, и да постои дека има некаков, има и такви луѓе дека што се борат против тоа. Може би не е некој кој знае каков начин, туку покажува знак со уметност. Со уметност го кажуваме тоа што ние веруваме. Така да, мислам дека за мене ќе биде ова место, ќе биде, знаеш, многу, као, ајде да кажеме, као свето место, пошто ќе биде поим. Ќе постои негде у Скопје или у Чаир или у Македонија едно место кај што ќе се нарекува Зидот на мирот. Знаеш, кај што има такви символи. Вераме во иднина ќе имаме повеќе зидови на мирот. Па исто и тоа интересно беше, мора да го споделам ова, луѓето кои што помина од чаршија што се другите, у деновите што работиме 4 или 5 души дошле, дојдете и кај нашиот зид да направите нешто вакво, знаеш. Тоа што ни зборува на нас дека кажува дека луѓето стварно го прифатиле ова и се слагат со вакво нешто. Така да секако мислиме и планираме и нешто друго да имаме. И од други места, не само у Чаршија. Не, мислам дека не застануваме тука, пошто Зидот на мирот, како што е нарекуван, сакаме и улицава да ја преименуваме да биде улица на мирот, па така што тоа е ние друга следна активност што ќе лобираме, мислам, и со луѓе од Чаршија да. Тоа треба да, со луѓето од Чаршијата, исто така со општина Чаир и град Скопје, тоа мора со нив, али мислам дека тоа ќе биде civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.